Благодарам и за поканата да учествувам на овој форум. Мислам дека е многу значајно прашање и за безбедноста и за јавното здравје во нашата држава. Без разгледување на оваа проблематика нема добро јавно здравје во државата, иако стигматизацијата е многу голема и маргинализацијата на овој проблем е на маргините од маргините, а не може да биде добро во државата, нити по безбедност, нити по здравје, ако ова не се стави на приоритетно место на агендата на државата. Оно што јас сакам да го потенцирам е дека без балансиран пристап не може да има добар одговор, односно не може да работиме само на намалување на понудата, без да работиме на намалување на побарувачката. Тоа е пазарна економија, вие сите знаете, и се додека има побарувачка, ќе има и понуда, што значи пристапот треба да биде балансиран, буџетот треба да биде балансиран, и тоа беше спомнато од министерот, и ја особено се израдував кога ја слушнав таа реченица, дека не можеме да работиме само на заплени, дека мораме да работиме на превенција, мораме да работиме на третман и мораме да работиме на намалување на ризиците. Така ќе ја намалиме побарувачката и можам да кажам дека нашата држава не е баш во добра ситуација врзана со намалување на побарувачката, веројатно намалување на понудата. Покомпетентни се да кажат луѓето од Царина и од Министерство за внатрешни работи. Зашто ова го зборувам? Затоа што државата има обврска да ги заштити жртвите на криминалот. Лицата кои употребуваат дрога не се криминалците, тие се жртвите на криминалот. Тие се мостот помеѓу криминалот и населението. Тие ги зимаат парите на криминален начин, што станува збор за секундарен криминал од населението, и ги носат кај наркомафијата, односно кај криминалците. Ставањето на таа популација во програма за третман или превенција на употребата ќе го сруши мостот помеѓу наркомафијата и парите кои се зимаат од населението. Употребата на дрога и зависноста е болест на мозокот, и таа е хронична и рецидивирачка болест, повторувачка болест. И тука не станува збор за доброволност. Нема доброволност во употребата понатака од дрога. Затоа велам дека државата мора да се грижи за жртвите на криминалот и не да ги уште еднаш пенализира или казнува, напротив, да ги третира, лекува, да превенира, да го намалува ризикот. Она што особено мене ме загрижува е последниот извештај од Европската агенција за дрога и зависност на Европа при Европската комисија. Минатата година не опомена сериозно и рече веќе не е нити другата, нити дилерите, не е све исто како до сега. Сега е се, секаде и секој. Другата лесно патува преку интернет. Имаме виртуелни дилери, имаме виртуелни мрежи, се, што значи? Се е дрога. Прекурзорите и не само прекурзори, обичните продукти, како Макдоналдс, маслиново улје, шеќер, ацетон, средство за отпушување, хемичарите веќе прават тоа, хероин и други дроги. Синтетски дроги, све е веќе дрога. Не е дрога само она што некогаш се садело или произведувало. Значи, новите психоактивни супстанции и интернет начинот на достапноста на новите психоактивни субстанции како нешто што е многу подостапно, многу поевтино и е легално под наводници, се додека не е ставено на списокот за контролирани субстанции, а клиничката слика и предизвикот за нас лекарите е сериозен, затоа што симптоматологијата е многу пожестока, многу пострашна, многу потешка него
него клиничката слика од овие контролирани субстанции како до сега. Она што во моментот новиот рапорт овие денови е лансиран за 24-та на Европската комисија, ги загрижува дека оние субстанции кои без препишување, без рецептир се даваат, а кај нас е популарно CBD-то, може да биде, веќе се зборува за семисинтетски канабис и дека тоа, они се уште не велат станате прекурзор, но веќе имаат сериозно внимание дека ќе биде прекурзор за добивање семисинтетски канабис. Значи, нема више легално и легално, не се знае што може да биде предизвик и субстанца. Друго што исто сакам да стратегијата и во препораките е спомната и дека таа треба да се ажурира и дека треба да е во релација со контекстот, апсолутно се слагам. Но во сите стратегии на дроги од првата јас учествувам и никогаш не била стратегијата не во согласност со европските стратегии со дроги и можам да кажам дека целата работна група одлично ја познава проблематиката, има од сите ресори и добро ја пишуваме стратегијата. Сериозен проблем имаме во имплементацијата. Значи, во евалуацијата на она што го пишуваме, што е реализирано. Последната евалуација ни покажува дека скоро ништо не сме реализирале, осим нешто невладиниот секторот проекти. Во акцијскиот план неколку години поред ставаме дека треба превенција да работи, кога секаде и секој може да биде дилер, и секаде и све може да биде психоактивна субстанца, и како треба да се насочиме кон превенција, иначе ќе изгубиме војната. Значи, превенцијата неколку години поред пишуваме во акцијски план дека треба да се направат стандарди за превенција. Кога беше отварање на поглавјето 24 за превенција, немаше државата што да каже дека работела во земјата. А сега кога невладин сектор аплицирајќи на проект добива некои средства, дури и тоа не го реализираме. Значи не се ни средствата финансиски некогаш проблем. Едноставно некогаш ова не е приоритет на државата. Во Министерството за здравство може да биде приоритет пресадување, трансплантација на срце, што е одлично, што е напредок и спасува еден живот. Но ова е јавно здравје, ова ја спасува целото население. И ние ова да го ставаме на маргините, не знам од кои причини и чив интерес е тоа, не е интерес на државата, сигурно некој има бенефит од тоа. Друго што исто е многу важно, евалуациите, проценките на секоја промена треба да се прават. Без евалуација не можеме од идеја да кажуваме моја идеја дека ова е добро. Треба да евалуираме све. Друго што исто е важно, стратегија што не работи треба да се менува. Ние имаме сега илегални дроги, криминализирани дроги, затворите ни се полни со деца и млади кои употребуваат субстанции, кои ствари се жртвите на криминалот, не криминалците секогаш. И кога гледаме дека и покрај илегалноста, и покрај криминализацијата, младите употребуваат дроги, тоа не ја спречи употребата на дрога. Значи, превенцијата треба да биде таа што ќе ја спречи дрогата, а декриминализацијата или било кој друг степ, корак, треба да се преземе за да се промени оваа стратегија која не работи. Младите употребуваат дроги, тоа ни го покажуваат истражувањата, тоа што е тоа илегално не ни заврши работа, дефинитивно ги криминализира, ги праќа во затвор, прави трошкови во заедницата, во правосудниот систем и тоа не е добро за државата. Таму излегуваат уште покриминализирани млади луѓе, се уништуваат млади животи, а реков, државата мора да води сметка за жртвите на криминалот, а не
да ги упатува во затвор и во таа смисла алтернативните мерки се за поздравување, расте бројот на лица кои употребуваат супстанца, се упатуваат на алтернативно лекување и алтернативни мерки, но програмите за третман, програмите за превенција, ако можам да ги оценам од 0 до 5, превенција би рекла 0, третман 1. Немаме програми ништо врзано со контекстот, стимулансите влегоа од кога се постави бан на хероинот во Авганистан, метамфетамин, амфетамин, стимулансите влегоа во државата, ние програма за стимуланси немаме. Бихевиоралните зависности, Светска здравствена организација кажа дека веќе се класифицирани во болести, проблематичната употреба на зависност од видеоигри и коцката, онлайн или офлайн, ние програми за тоа немаме. Канабисот го имаме кај младите и затоа што концентрацијата на ТХЦ не е иста како некогаш, кога беше многу ниска и јас гледав еден или не едно лице, пошто работам во третман, гледав едно или не едно лице кој има психоза од канабис или анксиозно расстройство. Денес секој ден ми се јавува пријател, колега кој кажува дека младо дете познат има психоза или панични атаки, некое друго расстройство од канабисот, затоа што нити канабисот не е ист, нити производството не е исто. А има многу прагматични држави, они евалуираат што ќе се случи со секој корак и секој едноставен корак го евидентираат со богата научна евиденција, затоа што сите одлуки треба да бидат научно базирани. И они велат да, ние легализиравме у Канада канабис и направивме евалуација дали има пораст на употребата. Не може само од идеја, ако се легализира ќе имало пораст. Они го мерат тоа дали има пораст и не. И знаете тие истражувања што покажа дека кај лицата над 18 години не мерат, ајде сите да видиме дали повеќе употребуваат. Лицата над 18 години не употребуваат повеќе пред и после легализацијата. Кај лицата под 18 има пораст. Зашто? Затоа што вие над 18 веќе изградиле ставови и тие затоа што е легално нема да го употребуваат. Но младите немаат изградено ставови, може да значи ако е легално тоа е неопасно и дозволено, али законите не дозволуваат легализација за под 18 години за тоа. Така да све треба да се евалуира и јас секогаш викам евалуирај, гради научна евиденција и преземај кораци према научната евиденција што ти кажува, а не по идеја мене ми се чини или проценки на ветер како дува, треба вака или онака да правиме. Секој single move, секој едноставен корак во политиките на дроги треба да се евалуира и према тоа да се градат политики и секако дека политиките мора да ги вклучат човековите права, затоа што мислам дека кај што е тенко, како што е групата на лица кои употребуваат дроги, најлесно се кине. Јас ќе бидам тука до крај, на секој прашање ќе одговарам, ќе ги кажам моите ставови кои секогаш се саентифики, имам референци за тоа, но за сега толку. Ви благодарам.